Верувам дека и темата ќе го задржи вашето внимание. Продолжуваме со библиска исхрана, ова мислам дека е 4-ти дел. Ќе се подсетиме на некои работи. Прво, Совети за живот и исхрана, книга која ако не сме ја прочитале, заедно со здравје и среќа треба да ја прочитаме. И ако ги прочитаме овие две книги, тоа што нема причина да се натегаме околу некои теми, како денеска. Како и да е, цитатот вели: повторно и повторно ми е покажано дека Бог се обидува, значи повторно и повторно Господ ти покажува на Елен Вајд, дека Бог се обидува да не врати назад, и тоа чекор по чекор, така е најсигурно, така е најдобро, на неговиот првичен план, а кој е тој план, човекот да се одржува од природните производи на земјата. Не знам што има тука нејасно. И сега да се подсетиме повторно колку е супериорна таа растителна исхрана во однос на животинската. Што забележуваме? Сега неколку пати го разгледавме ова, меѓутоа што забележуваме? Изобилство на, значи каде доминира животинската исхрана во однос на растителната? Во мастите и холестеролот, во ништо друго. А и протеините тука некаде се, меѓутоа други се протеините и квалитетот на протеини кај растителната исхрана во однос на животинската. Значи холестерол и масти, тоа го имаме кај животинската исхрана. Во останатиот дел, витамини, минерали, се тоа што е спомнато овде, доминира и е супериорна растителната исхрана над животинската. Само од оваа табела можеме да дојдеме заклучок кога ќе видиме и видовме и пак ќе се подсетиме кои болести се водечки во светот и кај нас, ќе заклучиме каде е проблемот. Мастите и холестеролот прават страшен проблем во човечкиот организам. Уште еден цитат од истата книга, Совети за живот и исхрана: состојбата на умот е блиску поврзана со телесното здравје, а особено со здравјето на органите за варење. Сега, значи, дел кој што ни укажува на тоа дека Господ не е загрижен само за нашето физичко здравје, кога ни дал таква и таква диета, кога на Адам и Ева им дал таква и таква на почетокот, туку и за нашето умствено здравје, нашите умствени способности, нашиот дух. Општо земено Бог не го обезбил својот народ со местна храна во пустината. Зошто? Затоа што знаел дека ваквата исхрана ќе доведе до болести и непокорност. Болести и непокорност. За да го модифицира карактерот, значи тоа му е целта, да го модифицира, да го преобрази нашиот карактер и за активно да ги вклучи нивните умствени способности, тој го отстранил месото од мртвите животни од нив. Им дал ангелска храна, мана од небото. Че видите повторно уште еднаш колку е клучна исхраната во изградбата на карактерот на човекот. Уште еднаш да се подсетиме на овој цитат, кој што е појасен, здравје. Зеленчукот, овошјето и житарките треба да ја сочинуваат нашата исхрана, ниту 1 грам месо не би требало да влезе во нашите желудници. Јадењето месо е неприродно за човекот. И пак можеме да спомнеме тука, земете, погледнете се во огледало, ако не ви е јасно, че видите, забите си ги, видите први прстите, рацете, ќе видите дека не сте створени за да јадете месо. Ние, вели, треба да се вратиме кон Божиот првичен план при создавањето на човекот. Повторно цитат кој што алудира на оној првиот, кој што го видовме. Уште еден цитат од истата книга. Широката употреба на месото од мртвите животни имала уништувачки последици врз моралот. Каде ни е моралот денес? Како и врз физичката градба на човекот. И тоа исто така се гледа насекаде. Доколку ги погледнеме резултатите од лошото здравје во неговите најразлични облици и тргнеме да ја бараме причината за тоа, сигурно ќе стигнеме до јадењето месо, видите. Лошото здравје најчесто е поврзано со јадењето месо. Цитат кој што го читавме, мислам дека беше мината сабота предпладне.
од трето сведоштво, да се подсетим уште еднаш, силата која што го контролира апетитот, ќе ја потврди пропаста на илјадници. И тоа се случува и ја потврдила пропаста на илјадници. Кои доколку беа победници во тоа искушение, значи над апетитот, би можеле да стекнат морална сила, со чија помош би извојувале победа над секое друго сатанско искушение. Затоа Исус тргна од таму, од апетитот. Во пустината првото искушение беше токму тоа, на кое што падна Адам и Ева. Меѓутоа, на кое што паѓаме сите ние, меѓутоа, оние кои му робуваат на апетитот нема да успеат во усовршувањето на христијанскиот карактер, повторно исхраната поврзана со карактерот. Постојаното човеково престапување во текот на 6000 години има донесено болест, страдање и смрт како плод. Колку повеќе се приближуваме кон крајот на времето, сатанските искушенија да му попуштиме на апетитот ќе бидат се посилни и ќе не биде се потешко да ги победиме. Живееме во страшни времења, наистина, каде што многу е тешко човек да одолее на апетитот. Обкружени сме од сите страни со разновидна храна, меѓутоа, знаете, ова криза која што влеговме и ја најавуваат, од кога веќе ја најавуваат, значи во најава. Секоја криза сега е во најава, за да делува и психички. Може и добро ќе му дојде на македонскиот народ, па и на нас. Многу полесно сега ќе станат луѓе до вегетаријанци. Некни на вести слушам, поима немам кој гледал по цени на месо. 500 денари кило свинско месо било. 700 денари кило телешко месо било. Вау! Па одете, купете го, јадете. Што се однесува до цените на место, можат да идат до небо, ако сакаат. Да. Не само тоа, него ќе не натераат повеќе да возиме велосипеди, да одиме пешки, пошто горивото е кај отиде до небо. Значи, кажуваат дека дури до 200 денари може ќе одело или не знам што. Битие 9.3.4, да се подсетиме, овде тука е додадено едно нешто, значи Господ што забранил, се што се движи и живее, нека ви биде за храна, ви дадов се како што ви ја дадов зелената трева. Знаете, ова е после потопот, видовме кои били причините зашто Господ го дал месото, значи за тие специфични околности важело, кога немало што друго да јадат, и рековме не треба да бидеме внимателни кога ја проповедаме здравствената реформа. Има луѓе кои што живеат по некои зафрлени краишта, кои што нема навистина што многу друго да јадат, тогаш непрестанно ништо друго, меѓу другото и месо можат да користат, но тоа се специфични околности, значи зборуваме за специфични околности. Но вели 4 стих, само не јадете го месото со неговиот живот, односно со неговата крв. И сме слушнале сите за кошер, евреите како го прават месото, значи го сечкаат на тенки парчиња, па го тепаат со стапови, па го ставаат усолена вода, тоа да избие тоа и крв и масноти и се, и тоа се повторува неколку пати, и на крајот што добивате, не знам што добиват, и за да им биде вкусно ќе му става 300 зачини за да може да се јаде, значи тоа повеќе не се јаде. Ама тоа вели Господ, значи тоа кажал, вика, не јадете го место со неговиот живот, односно со неговата крв, баш крвта му дава сласт, односно вкус. Сега, зборуваме за оној изопачен вкус, кој што го имаме сите, ние во падната грешна состојба. Пак ќе спомнам, отидете, земете сендвич со стек, ќе ви го дадат полужив. Или не знам, нешто друго. Што рековме друго, кога се опрашање бактериите минатиот пат? Оние милиони бактерии на грам месо, свежо месо. За да ги уништите до последната, треба да го варите месото на над 120 степени 2 часа. Кој го прави тоа? Може би некој се правило, не знам, нашите стари. Тешко. Погледнете овој цитат. Карциномите, туморите и сите воспаленија се главно предизвикани од едењето месо. Во времето на Елен Вајт, кога многу биле ретки овие појави, во наше време, мислам,
Ние кога бевме деца беа ретки, значи рак и такви работи. Сега се позачестени. Видовте, ќе се подсетиме пак на онаа статистика, околу 18% во Македонија од смртните случаи отпаѓаат на рак. Совети за живот искрено, ще еден цитат. Животните често се изнесуваат на пазар. Сега внимавајте, ова е сега од времето на Елен Вајт, околу тоа како се одгледувале тогаш животните, а како е денес, страшно. Животните често се изнесуваат на пазар и се продаваат како храна. Знаете, во тоа време, веројатно, јас се сеќавам и во Свети Николе сточен пазар, кога имаше на времето, не знам дали има сега. Мислам дека не постојат такви работи веќе. Или може би има, да. Кога се толку вели заболени, што на нивните собственици им е страв подолго да ги чуваат. Им поминал рокот и сега бутај таму, давај на народ нека јаде. И некои од постапките за нивно одгледување за пазарот предизвикуваат болести. Значи, начинот како ги одгледуваат, значи, за да ги однесат на пазар, за продажба. Оставени без сончева светлина и чист воздух, вдишувајќи атмосферата на нечистите штали, може би и хранејќи се со храна која се распаѓа, целото нивно тело наскоро станува загадено со штетни состојки. Тоа е за неизменно време, замисли. Ево уште еден. Често се убиваат животни кои патувале големи далечини до кланиците. Нивната крв станала загрејана, тие се сгоени и лишени од здраво движење, па кога треба да патуваат далеку, стануваат нервозни, исцрпени и во таква состојба се убиваат за на пазар. Нивната крв е многу трескавична и оние кои јадат од нивното месо, јадат што? Отров. Некои не го чувствуваат веднаш неговото влијанието на тој отров, додека други веднаш ги пресекува болка и умираат од треска, колера или некои непознати болести, значи болести што ги спомнуваат тоа време. Зависи од организмот на човекот. Тоа време, шталско, не знам како ги чувале, а како е денес, оваа седмица имав прилика да гледам еден документарец исто, кај што баш тоа го прикажуваш и тоа баш онака во не знам какви бои да кажам, да ви се згади буквално. Сега не да ви прикажувам тука ни такви слики, нити такви видеа, туку само неколку слики од тоа како денеска индустријски, значи се произведува телешко, свинско и така натаму месо, односно како се чуваат животните. Ги крави. Имаат некоја светлина, не дека немаат, ама една до друга. Еден чекор напред, еден чекор назад, толку. Место да се шетаат слободно надвор, да пасат трева и така натаму. И знаете, во вакви услови, не само кај кравите, ќе видиме кај свините, кај кокошките, значи, што се случува? Целта се знае што е добивка, профит, тоа е целта. За да се произведе повеќе месо и млеко, меѓу другото, слушнав некои податоци во тој документарец дека на времето една крава годишно давала, не знам, може ќе сгрешам со цифрите, околу 1600 литри млеко или така нешто. А вика, сега е пута 10 и повеќе. Како го дава таа крава тоа млеко? Да, ама и треба да се отели, да има теле, па за да има млеко. И телето само 24 часа е со кравата, потоа го тргаат настрана и страда и телето, и кравата, и се поред. Значи, страшни се услови. Видите ги овие прасиња кои што за некоје време ќе станат свињи, која, замислите си, во овој простор, која ќе се натови таа свиња, нема да може да мрда од таму. По бројчење, по све. Видите? Не може човек да сгазне овде. Баш гледа во видеото. Значи, во рок од 30 до 45 дена, таа кокошка од пиле станува 2 кила. Не може да ја носи тежината. Тоа е ненормално, значи, кратко време на зголемување на таа тежина и не може да ја носи тежината, паѓаат, не може да се држат на нозе. Паѓаат, умираат, па овие другите ги колваат, ги јадат, мршите. Значи, тоа е хаос.
И сето тоа се одржува, знаете како? Затоа што ги фаќа разноразни болести, антибиотици. Ги троват со антибиотици. И потоа тоа месо доаѓа на пазар. Левит 3.17. Уште една работа Господ додава покрај крвта, многу добро знаеме, ова нека им биде вечен закон на сите ваши поколенија. Во кое место и да престојувате, не смеете да јадете ни лој, ни крв. Не спомнува маст, затоа што знаеме дека и онака се подразбирало, свињите биле нечисти, лој, ни крв. Ми текнува на... Ја никогаш не сум сакал. Значи, не можам да замислам, дури денеска ми се гади, кога ќе ми текне на братучит ми од Свети Николе, одам кај нив дома и он се размачкал маст, онака на парче лепи, црвено пиперче, вегетичка, не знам што. Јоте. Не знам што сладко има во тоа. И со шекера. Тоа е блага варијанта, значи. Како десерт, првин со солце, после на крајот десерт маст со шекер. Видите колку било сериозно ова пред Господа. Што вели во Левит 7, 23-25? Речи им на израелевите синови вака, не јадете лој, ни волски, ни овчи, ни кози, никаков. Лојот од животно што ќе пцовиса или што дивите ѕверови ќе раскинат, може да биде употребено за што и да е, но не смеете да го јадете. Секој што јаде лој од животно, што може да му биде принесено на Господа како паленица, таквиот нека биде откорнат од својот народ. Продолжува натаму, вели, не смеете да јадете крв ни од птици, ни од добиток, ниту во едно од вашите живеалишта. Секој што би јал било каква крв, нека биде откорнат од својот народ. Тоа било гнасно на Господа. Што прави мрснотијата во крвта, во крвните салови. Значи, ја прави, го прави течењето на крвта забавено, и што се случува. Значи, откако ќе јадете некоја мрсна храна, односно првата слика горе е пред да внесете мрсна храна, знаете, оние црвените крвни зрнца, еритроцити, како беа, да? Се одбиваат еден со друг, тие се иста, како да речеме, минус и минус, нали, се одбиваат, исти електрицитет, како се вика тоа. И меѓутоа мрсното кога се внесува и стига во крвта, делува негативно на тој нивни електрицитет, односно не функционира веќе тоа и почнуваат да се слепуваат една со друга. И после 1 час јаде ги на мрсна храна, потоа после 4 часа, после 6 часа, погледнете разликата, и дури после 12 часа се нормализира протокот на крв. Никој од нас не јаде обруци со растојание од 12 часа. И се замислите си ќе јадете мрсна храна за доручек, па за ручек, пак мрсна храна и то постојано крвта ви е хаос. Не тече како што треба, нити хранливите состојки ќе стигнат на време и како што треба до клетките, ниту кислородот ќе стигне, ништо не е како што треба. Токму од мрсната храна. Сега се подсетиме онаа статистика од 2019 за Македонија. 51,8% болести на циркулаторниот систем. Односно на тоа се кардиоваскуларните болести. 51,8% од смртните случаи. Заедно со 18,6% од тумори и рак и така натака. 10,7% рековме недефинирани состојби и така натаму. Значи, 70% јасно е како бел ден отпаѓа на болести кои што можат многу лесно да се превенираат, ако не друго, или да бидат многу поретки, само ако не се внесува животинска исхрана и животински масти. И пазите, кога рековме во претходниот слайд за масна храна, не е добро ниту во салатите да ги полеаваме онака до даска со зејтин, па нека и дури ладно цедено маслиново.
Че ако премногу е, што е премногу не е добро. И тоа исто така негативно може да делува. Затоа се сеќавам на Јани ми кажува, меѓутоа го знам Роберт Панакук, уште во Шведска, нели, која се сеќавате на Роберт Панакук. Он беше таму еден од тие предводници да биде што е можно по-немасна храната, по-немрсна. И кога дошол овде во Македонија, баш Јани ми кажуваше, на гостика, на гостика, оној на ручек, што е ово, вика, плива во зејтин, вика, значи, ама тоа е традиционалната македонска храна, пред се пржената и така натаму, и тука исто проблем. Го видовме и ова, значи, некој степен на опаѓање на заболените од кардиоваскуларни болести, нешто има некој степен, благ степен на опаѓање, но, внимавајте, не кажав прошлиот пат, ова се 509,8 за 2019 на 100.000. Помножете пута 20 за да добиете за цела Македонија, тоа се преку 10.000 случаеви секоја година. Нови случаеви на заболени од кардиоваскуларни болести. Тоа е огромна бројка. Секоја година. По 10.000 нови, 10.000 нови. Сега една равенка да научиме, ако не сме ја знаеле. Денеска малку спомнавме со Владче со кој беше. BMI. Американците го велат Body Mass Index. Или вашата тежина во килограми во однос на висината на квадрат. Значи, вашата тежина во килограми, ако ја поделите со висината во метри, вашата висина во метри, значи, еве, јас сум 1,84, и ќе го добиете тој Body Mass Index и ќе знаете дали сте можеби во некоја ризична група, затоа што знаете, секој вишок на телесна тежина е ризик за разноразни болести. Ќе видиме малку подосна едно истражување меѓу адвентистите, кој што е правено некаде 2002 до 2006, во однос на појава на диабетис, кој што е страшно брзо се шири низ светот. Денеска во овој момент има нешто над 400 милиони заболени од диабетис, тип 2, пред се. Над 400 милиони. А се смета дека во наредните 10 на 20 години може и секој пети да добие шеќерна болест. Токму заради стилот на живење, начинот на исхрана. Пример на овој Body Mass Index. Се што е под 18,5, значи кој ќе го направите она делење на вашата тежина во однос на висината ваша, ако добиете под 18,5, вие сте, значи, под нормалната телесна тежина. Од 18,5 до 24,9 вие сте во нормална телесна тежина. Над 25 до 30, да кажем, до 29,9, веќе тоа е зголемена телесна тежина, веќе имате проблем. Од 30 кон 34 до 9, тоа е веќе, тоа се, како да кажем, дебели. На 35 тоа се екстремно, значи, дебели. Имате апликации, пробајте, ова е мојот BMI. Ако добро се сеќавам, значи, ова измерена тежина ми беше пред некој месец, а не знам, може би имам плюс уште некој кило. Една од причините зашто се зафати со вакви теми е и тоа, значи, ја влегов во црвено. Да се чудиш, порано ми вика, ти никад нема да бидеш дебел или не знам што, не сум дебел, фала Богу, ама сепак идам натаму. Брз метаболизам и така натаму, но со годините знаеме дека метаболизмот ти успорува. И зависи што јадете, ќе видите која е поврзаноста на тоа. Значи 184 висина со 86 тежина, мојот BMI е 25,4. Значи сум влегол во црвено. Алармот се пали. Јас ова многу сериозно го спаќам, да ви кажам. И ќе видиме сега во наредниот период, јас се надевам дека во наредните месец, 2, 3, ќе се најдам во зелено. Со Божја помош. Еве ова студија, ова проучување, значи пазите, ова го видов
барајки на YouTube, доаѓам до предавање на Нил Бернард, доктор, не знам, познат, американски, меѓутоа не знам која област беше, држи предавање човекот и промовира веганска исхрана. И тој во неговото предавање го спомна ова. Сакам да го споделам со вас. Зошто ги земале баш адвентистите? Затоа што сакале да потенцираат, да покажат дека токму body mass индексот, односно зголемената телесна тежина е непосредно поврзана со појава на диабетис тип 2. И си рекле, он слушнал за тоа дека адвентисти се доста добри како примеру, зошто? Зато што не пушат, не пијат, значи све друго држат, ама си јадат месо и понатака и други работи. Значи сепак вели не се држат доволно добро до тие принципи и еве сега. Станува збор за надблюдувале над колку е 60.903 луѓе, адвентисти, над 30 годишна возраст, значи испитувањето е вршено од 2002 до 2006. И што гледаме овде на овој првиот диаграм? Не вегетаријанци, односно оние адвентисти кои што јадат месо. Каде им е body mass индексот? Оди скоро на кај 30. Знаеме дека тоа не беше црвено, него после црвеното, не знам што доаѓа. Која боја би ја ставиле. Еве, тука е негде појака црвена или така нешто. Потоа семи-вегетаријан, или полувегетаријанци, овде се мисли на оние адвентисти кои што еднаш во неделата ќе каснат месо, ете. Че еднаш неделно. Погледнете ово body mass индексот кај нив. 27,3, се уште многу висок. Само по еднаш месо. А тука се подразбира, значи млеко, млечни производи, јајца, тука се исто во диетата. Песко вегетаријан или тоа се оние кои што јадат само риба, од месо јадат само риба. Се уште се високо, над нормалното, 26,3. Лакто ово вегетаријанци, оваа група јас спаѓав, сега се обидувам да бидам веган. 25,7, гледате колку е слично со мојот body mass индекс, значи според истражувањето што е вршено, 25,4 беше мојот, 25,7. И кога велам дека бев лакто ово вегетаријанец, тоа значи дека од млечни производи, пресно млеко не сакам да видам, значи од мал сум таков, не знам, ме карале учителки, го викале татко ми да ми кажува дека треба да пијам пресно млеко за коски, за калциум, за ова, за она. Не сум сакал да го смислам ден денеска, не го сакам. Ама кисело сакам. И тоа овчо, и тоа од бучен козјак. И фала Богу, тоа е одреден период само од годината, не е низ целата година. Не. Сега кога сме кај сирењето, биено сирење, тука сум слаб. Јајцата воопшто не ми се проблем дали 5 пати во годината ќе јапнам јајца, значи воопшто немам проблем со јајца. Но како и да е, и покрај тоа, мојот индекс е 25,4. И само веганите се во нормалниот дел, односно имаат нормален body mass индекс. И видите сега споредбата со можност на појава на тип 2 диабетис. Идентично. Скоро идентично. Видите го ризикот на оние адвентисти, значи збориме за адвентисти, кои што јадат месо, кои што поредко јадат месо, кои што јадат само риба, кои што јадат јајца, млеко, млечни производи и веганите. Збориме за шекерна болест, тип 2. Што знаете како човек старее, влегува во подоснежни години, поголема и можноста и опасноста да дојде до појава. Сега на крајот имаме еден слайд интересен. Ова е една мускулна клетка, каде што мускулите највеќе го трошат шекерот, односно глукозата. И што се случува? Кој е сега проблемот? Зошто шекерот останува во крвта место да влезе во клетката и со помош на инсулинот да се вршат тие метаболични процеси? Погледнете, инсулинот е прикажан како клуч, кој што влегува во оние рецептори, оние клучалки,
на некој начин го отклучува, влегува во клетката, во мускулната клетка и кога ќе влезе, тогаш ја повикува глукозата, овие канали таму што се, и таа влегува внатре и се е окей. Меѓутоа, што се случува кога имате премногу масти на ниво на клетка? Значи, сега не збориме за стомак, не знам што. Може да бидете слаби, а да имате масти, клеточни масти, во клетка. Што се случува? Исто како да во клучалката да сте ставиле нешто, не знам, некој гума за джвакање, не знам што, нешто така, да набие и клучот не може да влезе. Инсулинот не може да влезе во клетката. И не може да ја повика глукозата и таа останува во крвта. И е изголемена количина на шекер. Тоа е една од причините. Да збориме за тип 2 диабетис. Тип 1 веќе е друг проблемот. Тоа е страшно поголем проблем. Значи, тоа е панкреасот проблем. И повторно масната храна е проблем. Она што и претходно го видовме. Значи, во првиот дел читавме цитати од Елен Вајт, многу јасни, стихови. Во вториот дел малку научни откритија, работи кои што и статистики, студии кои што се направени тоа токму над адвентисти. И погледнете. Ова е сосема реална слика. Ако бидеме реални и коректни кон самите себе. Значи, мене ми е чудно, знам дека сите ние сме луѓе од крв и од месо и имаме проблем со апетитот, секој од нас. Ние сме во таа грешна природа и страшна е борбата против апетитот. Меѓутоа ми е чудно да после, која беше 1863, не, која година беше на Елен Вајт ја дал Господ здравствената реформа, значи, ајде, не е битно, значи, преку 150 години веќе од тогаш и повеќе, од 150 години, ние уште се расправаме околу тоа, дали треба да јадеме месо, дали не треба да јадеме месо, дали. Уште месото е проблем, а 2% е тоа од се друго. Нели, претходно знаете, ги разгледавме сите оние 8 здравствени закони, што се спаѓа тука. И воздух, и вода, и физички вечби и така натаму. И потоа се чудиме некој зашто имаме можеби здравствени проблеми и така натаму. Мора да бидеме реални со самите себе. Значи Господ е тој кој што ја осмислил оваа машина, но тој знае најдобро како функционира оваа машина и еве ги неговите совети, ни дал се, ни издрубил буквално, само совети за живот и исхрана читате ќе видите што треба, што не треба да јадете. И дури и таму Елен Вајт спомнува во нејзино време, вика, ќе дојде време кога ќе треба да го оставиме и млекото и јајцата и така натаму. За место веќе читавме. И еве времето е дошло и премногу од тоа. Значи, срамно е дури кога ќе видите дека има групации, големи движења низ светот кои што од некои други причини стануваат вегани. Еве и вегетаријанци. А ние таа вест која што имаме пред 150 години, ние каскаме за нив. Така да, нека Господ ни помогне, што да кажам на крајот, да навистина ги сериозно погледнеме на овие работи и размислиме што од сега понатаму. А не му слава, нека му е затоа што не оставил без знаење, без совети за секоја област од нашиот живот. Наистина имаме прекрасен Бог, кој што сака да живееме здраво, да имаме здрав живот и како физички, така и духовно и умствено. Слава нека му уште еднаш. Амин.